Инвестиции во железницата нема 17 години. За следната година се најавуваат инвестиции таму од 8 милиони евра. Дотраени локомотиви, нервозни патници и репарирани вагони стари по 20 години. Патничките возови дотнати по неколку часови, а сообраќајот е редуциран. Ова е сликата за македонската железница. Без државна помош, јавниот железнички превоз тоне. Годинава нема субвенции. Транспортот не може да ги покрие ниту трошоците за патничкиот сообраќај. Безпарно никакви. Првенствено зимно време не. Условите за патување зависи со кој воз. Зашто? Тоа, например, ако тргнеш со белешни од бетонски тем ќе го чекаш 45 минути, посебно денеска тоа се случи. Ќе се префалаш среде релација Скопје-Велес или обратно. Парно нема. Вработените пак тврдат, инвестиции во железницата нема 17 години. За наредната, менеджментот најави 8 милиони евра. Ке купува транспортни вагони и нови локомотиви. Постои недостаток во Европа на вагони. Не се соочуваме само ние, ма да имаме ние 700 вагони кои се надвор од сообраќај, да техничка неисправност. Ке гледаме тие да ги внесеме во техничка исправност. Значи 2 милиони 200, 3 милиони 100 за тиристоризација и усовременување на 2 локомотиви, набавка на 2 маневарски локомотиви во вредност толку е дозволено, значи 2 милиони 600 евра. Крстевски тврди, сега компанијата има позитивни резултати. Се пофали дека транспортот на стоки е зголемен за 1/3. Превземените долгови тежат 64 милиони евра. За враќање на долгот кон странските железници за сега нема договор.